Почитуван колега Крмов, се што ни останува е во името на нашата светост која се вика Македонија, да се обидеме да ги натераме, барем оние кои имаат трошка совест да кажат не. Последниот час од чукува и крајно време е да престанат да бидат срам за дома, а навреда за надвор. Овие изроди со кратко помнење, колега, заборавиле што се направила оваа земја и што уште се може да направи. За пусти интереси не сакаат да сватат дека ни го поместуваат тлото под нозете и дека вака сите паѓаме во бездната од која и нашите крикови веќе никој нема да може да ги слушне. Како кажа премиерот, никогаш, само тогаш и сега повторпат не се очуваат со опасност кои не можевме ниту да ги замислиме. Таму некаде, кој знае каде составиле некакви си заклучоци за погазување на македонскиот народ. И еве, завчера ќе имавме македонски јазик, а веќе вчера се обелодени дека тој ќе биде јазик на кој зборуваат граѓаните на дивоградбата што насилно ја изградија. За ова ли ни гнијат луѓе по затворите? За ова ли се леела крвта на претходните генерации? Не. Македонската крвава историја се движела од насобрани облаци и бури до растечки плими на благосостојба и тивки води на мирот. Денес повторно ни ги надвиснаа црните облаци над нас. Во вакви моменти, колега, мораме да и помогнеме заедно на нашата мајка Македонија да продолжи да чекори напред, затоа што заедно со народот надвор остануваме верни на идеалите на нашите предци и посветени на нашите темелни начела. Така било некогаш, така мора да постапи и оваа генерација македонци. Заради неодговорноста на поединци овде, нашата земја е принудена да се соочи со туги предлози, принудена да доживее газење на достоинството, поигрување со македонскиот јазик. И секој ден ни носи по уште еден доказ за начинот на кој сакаат да ја разнебитат Македонија. Сите сме свесни дека предизвиците со кои се соочуваме се реални, сериозни и многубројни. И воопшто нема да биде лесно да ги совладаме, но знајте, ќе ги совладаме. Ја избираме надежта, а не стравот. Единството наместо судирите и неслогата. Дојде време за повторно потврдување на нашиот издржлив дух, оној со кој ќе се гордеат нашите внуци. Каде и да погледнеме, гледаме дека не чека многу работа. Ситуацијата на нашата земја бара итно и цврсто делување и ние ќе делуваме. Не само за да се оправдаме пред себе си, туку за да направиме нашите деца и внуци да се гордеат со нашите имиња, исто како што ние се гордееме со имињата на Гоцета, Јанета, Питу, Дамета. Бог нека ја благослови Македонија.